Така е време за нашата рубрика Будење, време е да упатим утрински поздрав до Битола, да не поздрават и оттаму, да ни кажат како е ова пролетно утро. И аплауз за Пинокио. Кое што во Скопје е малце така тмурно, сиво, веројатно така и ќе ни биде, но како е во Битола, Валентина? Добро утро. Добро утро. Добро утро до вас и добро утро до гледачите на телевизија Телма утринава кои што се со вас. Во Битола се уште не знаеме какво ќе биде времето. Имам малку облачно и се надзира сонце. Се надевам дека сонцето ќе успее да се пробие ни до да се избори. Така и во Скопје, така беше изминативе денови, но еве што е тоа ќе ги преживееме и овие први пролетни денови. Но ќе се фокусираме на убавите работи од денот и од животот генерално. Именно кога зборувавме за вам како актерка, за Битола и така натаму, вистина прво ни е многу драго што можеме да споделиме и да го дадеме аплаузот за 30 години континуитет, можеби на една приказна која што обединува генерации. Меѓутоа кога споменавме Битола, мислам дека последниот период сите се согласуваме дека е вистина колепка на случувања. Што од кабаре шоа, што до музички проекти, настани, концерти на отворено, вистина мислам дека ова ќе биде ваша година, како цифра ветува дека ќе биде година за Битола. Да, навистина Битола секогаш има некакви културни активности. Навистина жителите во Битола можат да посетуваат и кино, и театар, и концерти доста, така да ова година ветува и театарот, прекрасна програма. А исто така и другите културни институции имат своја обемна програма. Ке зборуваме и за Битолскиот театар и за тоа што во моментов подготвувате, но нашиот повод денеска е представата Пинокио, која што неодамна имаше своја премиера. И да, Марко вели можеби 30 години обединува, но можеби и подолг временски период за оние генерации пред нас. Верувам дека ова е една приказна која што навистина обстојува, се провлекува генерацијски и убаво е да се понуди, се разбира, и на овие нови денешни деца, младинци, па и возрастни. Пинокио поставена после цели 3 децении во Битолскиот театар. Ке те цитирам од една твоја изјава, каде што велиш пред 30 години бев една наивна кукла која што оживува и е втурната во животот, а сега го играм штурецот кој што треба таа кукла да ја води. Навистина е многу тешко да се биде совест на една дрвена кукла. Како навистина ни го опишуваш или би ни го опишала овој процес на оживување на ликот на Пинокио некогаш, а сега се разбира по 30 години ликот на штурецот? Па пред 30 години кога се уште бев млада и полна со енергија, кога ми ја дадоа улогата на Пинокио, навистина уживав и тоа е една многу интересна приказна која што Карло Голдони Колоди ја има напишано во својот роман. Романот пружа многу авантури низ кои што во животот поминува Пинокио. Тогаш, точно како што веќе сум кажала, таа кукла која што оживува и се втурнува во животот, се среќава со многу препреки, со многу погрешни избори прави, за на крајот да може да стане вистинска кукла. Целта секогаш е да се стане вистински. Сега, после 30 години, штурецот треба таа кукла, со моето сегашно искуство се разбира, таа кукла да ја водам. Многу ми помогна искуството што го имав од претходно, приказната која што ми беше многу позната, сите случки кои што му се случуваат на Пинокио, така да сега штурецот беше поискусен и посигурен во моментите кога требаше да го натера Пинокио да одлучи правилно како што треба. Валентина... Така да тоа искуство отворено многу ми помогна. Да, предпоставам дека ова ќе биде еден потсетник, всушност представата за деца или да можеби се сетиме возрастните никој па да не го загубиме тоа веројатно во нас, што значи вистински да се биде дете па во било која фаза и во животот да се наоѓаме и дали Пинокио денеска е можеби повеќе символ на наивен човек или можеби современ човек кој што не се плаши веќе од новите предизвици? Ако користиме некаква метафора на денешното Пинокио.
Па сигурно една доза на наивност, на чистота на едно дете ја носи Пинокио како лик, но сепак точно како што кажа дека ова новото време има белек врз сите ликови и врз сите представи кои што ги правиме и ги осликува децата сега и луѓето сега во ова време, во секако во време кое што не прави да се втурнуваме во многу лесно да се втурнуваме во непознати работи. Некако пристапноста на многу информации не прави такви да не размислуваме во што се втурнуваме и таа наивност излегува на површина. Да, баш И убаво храброст некако. напомена. Да, ако би те прашале денеска дали е лага, страф или обид за преживување денеска низ твоја призма од оваа, да речеме сега, нели, возраст која што некако тука ја гравитираме сите заедно, што би рекле денеска дека е Пинокио од овие карактеристики? Па обид за преживување. Обид за преживување. Сигурно. Да, затоа што и низ животот сигурно се користиме кога сме соочени со стравот, ја користиме лагата за обид да преживееме. Да преживееме, така е. Да. Сите сегменти ги имат, значи во зависност од ситуацијата во која што се наоѓаме. Така е, да. Пинокио е потполно вистинска слика на она што на секој човек нас денес ни се случува. И Пинокио е присутен во секој сегмент од живењето некогаш, но и сега. Тоа слободно можеме да го кажеме и да го потврдиме, дека секогаш можеме да го пронајдеме Пинокио во некој од нас. Да. Оно што сакам да повторно Валентината е навратам некако пред 30 на години, ние споменав пред известен период го вклучивме и режисерот Дејан Дамјановски, кој што стои нели зад овој проект. Ја пофаливме сценографијата и костимографијата во тој разговор и навистина верувам дека е посебно задоволство кога можете на сцената да вие како актери играте со таква добра сценографија и костимографија, но ме интересира како беше некогаш пред 30 години, дали нешто слично од оваа сценографија е задржана можеби од тие времиња или ова е една сосема нова визуелизација на оваа приказна? Ова е една сосема нова визуелизација, но морам да кажам дека и таа првата Пинокио за тоа време навистина беше многу успешна представа и многу позната и исто визуелно беше одлично опремена. Дури некои од постарите колеги и публика, од постарата публика коментира дека секако за нив таа представа пред 30 години е незаборавна, затоа што тогаш на таа возраст кога ја гледале била исклучителна за нив. Сега ова, како што и сами можете да видите од фотографиите, навистина прекрасна представа, опремена сценографски. Сценографот е Сергеј Светозарев, кој што навистина одлично се потруди и навистина направи една магија. Костимите се на Андреј Ѓоргиевски Папас, прекрасни костими, многу точни, и маските се на Сара Милевска. Но морам исто да нагласам дека и музиката која што ја компонираше Маријан Нечак е одлична. Музика која што можам да кажам дека е напишана како мюзикл и представата навистина добива една феноменална музичка целина. Да, А ние добиваме желба да ја погледнеме. Бога ми, да, од ова што можеме за прималку да го погледнеме преку фотографии, вистина естетски одлична визуализација. Кога игра, кога е повторно на репертоар, Валентина? Па представата ќе игра на 6, 7 април и на 18 април. Одлично. Ете ги новите датуми во април. 3 датуми нови во месецот кој што ни предстои. Споменавме со Цеци, вистина некој пат веројатно е и физички, психолошки интересно се даде предизвикот да се влезе во чевлите на Пинокио, меѓутоа овој пат уште поголема можеби улога да бидете свесноста, како што кажавме, на дрвена кукла која што ќе треба да биде во предизвикот на светот во кој што нели ги има тие сакани и несакани авантури. Меѓутоа, што е она ново што можеби театарот во Битола работи, дали годинава ќе се случат нови премиери Валентиневе што можеме да знаеме од вас утринава? Да.
Секако ќе има одлична програма во театар, но сега веќе интензивно се работи на новата премиера која што треба да излезе на 25 април. Тоа е Не се дотерувај за вечерва во режија на Маријан Ѓоргиевски. А додека во мај веќе се подготвува, веќе почната да се подготвува Мадам Бовари или Господја Бовари во режија на Дејан Пројковски. Така да, за понатамошните, секако ќе се слушнете со режисерите, сигурно ќе ги поканите како гости и ќе ви објаснуваат и програмата која што ќе се случи. Да, Маријан вообичаено ни е познат во улога на актер, но не знам дали ова прво негово такво искуство, режисерско? Не, добро. Навистина, Маријан има зад себе веќе неколку десетина представи, можам да кажам, и во нашиот театар има 3 представи кои што ги режирал и во Тетовски театар, колку што знам, и во други. Има режирано, така да неговото режисерско искуство е на почетоци, но сепак богато. Да, како се нарекува представата на која што работите во моментов токму од него? Таа се вика Не се дотерувај вечерва. Не се дотерувај вечерва. Споменавме наскоро премиера. Верувам дека голем дел од ансамблот на Битолскиот народен театар ќе биде дел од истиот. Ова нека ни биде нас причина за дополнително да си го контактираме Маријан за сите оние работи кои што тој ги прави на периодов, па и нели она што следува во иднина, се разбира да го пренесеме на македонската јавност. Валентина, некаде пред да се поздравиме, споменавме со Марко, Битола живее дефинитивно и би требало така да биде во секој град во нашата Македонија, но колку сте вие задоволни од посетеноста генерално во театарот во Битола? Па, можем да кажам дека во последниве години публиката некако се врати во театар и посетеноста навистина е голема, затоа што гледам дека салата веќе е полна за скоро сите представи, така да после короната мислам дека публиката веќе се враќа во голем број в театар, затоа што навистина на луѓето им е потребна културниот живот и посетата на културните настани. Да, вистина, гледајќи ги фотографиите, човек вистина се радува на твоето творештво, на луѓето, вие, чуварите, можеби на театарот и оние кои што и понатаму остануваат, можеби, вистински темели на овие културни збиднувања, што создавате простор секој пат да ги вратите, можеби, некои убави стари навики и представи, ами и да споменеме дека без вас театарот не би била жива материја, така што ќе заблагодариме од се срце што го правите спротивното, што секој пат тука е присутен да не потсети и на овие премиерни представи, како што рековме, 3, 4 и чинам... Не, 6, 7 и 18, така? И 18. Да, да. А април, потсетуваме, Пинокио игра за вас, зашто и говоревме по 30 години повторно на сцената во Битола. Валентина, голем поздрав и прегратки од целата екипа. Поздрав и до вас. Да, беше тоа Валентина Грамосли од Битолскиот народен театар, една дама со која што заеднички ве канимите на сите овие следни изведби на оваа представа која што не е намината само за децата, апсолутно подеднакво уживаат и возрастните, затоа што имавте можност од оваа сценографија, од овие слики да забележите колку тоа навистина магично изгледа. Секој би посакал да биде дел од светот на Пинокио. Затоа рековме, ова е представа која што обединува генерации.